Да си кажеме или она кое што денеска го најавивме дека ќе биде наша тема за оние кои што не следат од почеток. Оние кои што малку подоцна се вклучуваат, еве ќе потсетиме, зборуваме денеска на една интересна тема, која што не сме обработувале, а која што верувам ќе ве заинтересира многумина. И за оние кои што знаат, и за оние кои што и не толку многу знаат за хералдиката, која што е наука за системот на грбови и за неговиот развој, поточно развојот на оваа наука, историјата и до ден денес, а на оваа тема за сите оние детали за тоа што е хералдика, кога настанува, кои се причините или влијанието за нејзино настанување и сите оние символи кои што ги знаеме и начинот на нивно употребување на грбовите, ќе зборуваме подетално во продолжение со мој денешен гостин, а тоа е доктор Иван Нацевски, кој што е хералдичар и подпретседател на Македонското грбословно друштво. Доктор по професија стоматолог, но хералдичар кога зборуваме за тема хералдика. Ајде за тоа во продолжение ќе споменем Иван, добро утро или добар ден, веќе добро дојдовте во утринска на тема. Добар ден, благодарам на поканата. Хералдика е интересна тема, многумина можеби и на некој свој начин се информираат за тоа што всушност представува хералдиката и што говори историјата за неа во податоци, но еве ние денеска за нашите гледачи ќе ја дефинираме или ќе ја кажеме она наједноставна дефиниција за тоа што всушност представува хералдиката и кои се, да речеме, сите оние, ако е наука која што се занимава со правилата за грбовите, кои и се сите оние фактори кои што влијаат. Така, наједноставната дефиниција за хералдиката е дека таа е наука за грбовите. Дополнително може да се каже дека хералдиката представува една интердисциплинарна наука која што во себе опфаќа историја, право, историја на уметност, дизајн, семиотика и многу други гранки кои што директно влијаат врз тоа како и кога ќе бидат изработени грбовите. За хералдиката може да се каже дека таа во основа е едно комплексно дело, меѓутоа достапно за сите. Во Македонија хералдиката на почетокот беше изучувана како помошна историска наука на факултетот за историја. Прв што се занимавал со хералдика посериозно што се занимавал со хералдика во Македонија, тоа е академик Александар Матковски. Предпоставувам дека за вашите гледачи најпозната е неговото дело Грбовите на Македонија, кој што е доста популарно. Да. Хералдиката се појавува некаде во 12-тиот век во средновековна Европа. Таа е природен развој на военото дело, односно се појавува првпат како основна потреба за разликување на витезите и воените формации на бојното поле, меѓутоа многу брзо потоа прераснува и преминува во останатиот дел од општествениот живот. Тогаш па така многу брзо ќе се појават и грбови на градови, на цркви, на личности, на организации, на витешки редови и така натаму. Од информациите кои што постојат за настанувањето на хералдиката, освен развојот на културата кој што се споменува и односите во феудалното општество во Европа, постојат и други фактори или влијанија кои што придонеле за нејзиното раѓање, што вели историјата, споменавте се појавува на почетокот на 12-тиот век во средновековна Европа. Така, хералдиката во основа представува феудална европска појава, меѓутоа таа не е изолирана од случувањата во средниот век во поширок контекст. Така што повеќе од сигурно е дека истокот има силно влијание врз хералдиката, особено во оној дел што се однесува до символите што подоцна ќе бидат употребувани во хералдиката. Имено се смета дека со крстоносните походи во светата земја и со враќањето на војските што таму престојувале, веќе организирани како витешки редови, тие назад ќе вратат во Европа символи кои што дотогаш биле помалку или повеќе познати, меѓутоа веќе после тоа добиваат една широка употреба, така што во таа смисла со сигурност може да се каже дека и Византија, односно нашиве простори исто така одиграле некакво влијание врз појавата на одредени символи на запад. Меѓутоа во основа хералдиката
може да се поврзе директно со тие феудални општества во централна и во западна Европа. Ние имаме видели фотографии кои што се разбира вие ни ги донесовте со символи, нивното значење и тоа кое што представува еден составен дел од тоа за кое што ние зборуваме. А ако зборуваме за грбовите, тие се основниот составен дел на хералдиката, па еве малку и повеќе или подетално за грбовите. Така, грбот е основната единица која што хералдиката ја проучува. Она што треба да се знае кога зборуваме за грб е дека тоа се трајни, наследни и тешко менливи ознаки на индивидуи, значи на личности, на организации, на територии, на земји, на држави, на религиозни организации, во основа на се што може да биде организирано, односно се што може да биде представено со конкретен символ. Првиот грб што ќе во историска смисла што можеме да го посведочиме со конкретен опишан хералдички блазон се појавува на самиот почеток од 12-тиот век, меѓутоа многу брзо после тоа грбовите од сферата на лични ознаки ќе поминат и во сферата на ознаки на градови, така многу рано во почетокот на 13-тиот век веќе во Швајцарија има грбови на градови, грбови на одредени организации, грбови на витешките редови и така натаму. Така што грбот значи представува трајна и наследна ознака. Тоа би значило дека еднаш штом ќе се избере грб, има тенденција да не се менува или да се менува во тешки услови. Се извинувам. Наследството значи дека тој се предава од една генерација од колено на колено. Тука се исто со значење особено важни и символите, нивното потекло, бидејќи од давнешно време луѓето препознавале различни символи кои што асоцираат на различни вредности или нешто за кое што исто така зазема едно значено место кога станува збор за хералдиката или грбовите. Исто хералдиката познава огромен број символи кои што се со најразлично потекло. Да, така, значи на самиот почеток, на самите хералдички почетоци, формите што се употребувани на грбовите биле едноставни геометриски форми. Значи крстови, столбови, појаси во различни бои. Меѓутоа, како што се зголемувал бројот на грбовите, така логично дошло и до исцрпување на можностите да се представуваат едноставни геометриски форми, па така, како што спомнавме, под влијание од истокот, во хералдиката ќе почнат да се појавуваат символи од различно потекло, значи символи на животни, без разлика дали се тоа реални животни или митски суштества, човекот како символ, различни природни феномени како символи и природни објекти, значи планини, реки, ридови, сонце, месечина и така натаму, што се однесува до значењето на символите. Тука треба да се каже дека тоа може да се толкува и малку како посовремен феномен, значи на почетокот не се барало конкретно символичко значење, особено во поедноставните форми, затоа што биле користени пред се со цел разликување на една формација од друга формација. Да. Меѓутоа, како што одминувало времето, како што тие символи, особено овие што доаѓале од надвор, биле прифаќани и одомаќинувани, се појавила една потреба тие да добијат уште едно дополнително значење, па така слободно може да се каже дека значењето на символите е потесно поврзано со самите символи и со конкретниот носител, отколку со било какви некакви хералдички правила. Меѓутоа, секако значењето е... Да, и затоа се дел од хералдиката, бидејќи нели се подеднакво важни како и други. Што да, се наоѓа на точно така. Слободно би можело да се каже дека секој има право да си го толкува символот како што сака. Да. За еден носител, значи за еден грбоносец, значи човекот кој што личноста која што поседува грб, еден ист символ со друга личност може да има сосема различно значење, зависно од тоа
што ќе внесете во символот. Како што и почетокот нели споменавме за хералдиката како наука која што се разбира говори за и се занимава со правилата кои што владеат при дизајнирањето, блазонирањето, опишување или читање на грбовите. Тука не е чудно ако споменеме дека хералдиката е блиско поврзана со науката и уметноста. Уметноста затоа што знаеме дека без уметност не може да се дизајнира и да се направи нешто такво, а науката веројатно заради тоа што за да се дојде до одреден и символ, но и тоа да се изработи онака како што треба да имаме и научна основа. Така што тука веројатно се и тие современата хералдика можеме да ја разгледуваме од два аспекти. Едниот еве овој научен, во таа смисла хералдиката пак игра некаква улога на така да кажеме, и покрај тоа што тоа не е сосема точно, меѓутоа на некаква помошна историска наука преку која што се објаснуваат или доразбираат, прецизираат одредени историски појави, историски процеси, особено врзани со дадени личности изразени преку нивните символи. Во таа смисла тоа е класична научно-истражувачка работа и многу исполнува. Од друга страна, живата хералдика, значи хералдиката што ја создаваме сега во моментот за тие што сме тука, не за тие што биле претходно, е многу блиску до уметноста, особено до ликовната уметност, до применетата уметност, до дизајнот, затоа што се работи на еден процес на создавање. Значи треба да се најде даден символ, треба да се издизајнира, да се представи на одреден начин што ќе биде задоволителен и за грбоносецот, меѓутоа и што ќе остави трага како известно уметничко дело. Така што хералдиката е спој секако на науката и уметноста. Велите современата хералдика, тоа значи дека од постоењето на хералдиката како наука па до ден денес, таа доживува на некој начин трансформација, односно менување, ако збориме да биде во чекор со на кое што го нуди современото живење и начин на функционирање, па тука и дизајнот, затоа што дизајнирањето некогаш и денес има голема разлика, особено во процесот на изработка, па и на идејата. Хералдиката е жива, не само во Македонија, туку и во светот. Значи, секоја земја што држи до себе, таа обрнува особено внимание на символите и се труди да го регулира, да ја регулира употребата на грбовите во рамките на својата юрисдикција, на својата надлежност, на своја територија. Така што треба да се каже дека во светски рамки хералдиката доживува популаризација. Кај нас таа станува се популарна, се повеќе луѓе сакаат да имаат свој личен грб, свој семеен грб, се повеќе луѓе сакаат да имаат собствена ознака препознатлива за предпријатијата во кои што работат, за организациите во кои што членуваат, за друштвата во кои што членуваат. Наједноставен факт е дека секој спортски клуб, значи што ќе го видите на терен, има некаква ознака. Таа ознака или е чисто хералдичка, или пак влече некаков корен од хералдиката, најпопуларните Барселона, Реал Мадрид, значи било кој од тие тимови имаат класични хералдички ознаки. Да. Поку што се претпознатливи, не може да се сгреши за кога се работи, да. Така, ми го одговоривте прашањето, точно ме прочитавте кога сакав и да споменам во контекст на ова прашање за каде сме ние во споредба со светот, кога е во прашање хералдиката, пратење на хералдиката и она кое што се нуди, да речеме, во современата хералдика, и добро споменавте дека се обидуваме и го пратиме, дека и кај нас постои интерес. Да, постои интерес и кај нас. Можам да кажам дека кога се работи за регионот, значи во рамките на Балканот, можам да кажам дека ние како друштво сме доста активни. Дури за изненадување. Би кажал. Така што присутни сме ние како друштво, меѓутоа и постои голем дел од македонците кои што се заинтересирани за хералдиката и за личната хералдика и за македонската хералдика.
Така што слободно можам да кажам дека во таа смисла напредуваме. Да. Напредуваме дефинитивно. Така, и сега откако веќе дадовме еден убав вовед за тоа што е хералдика, од кога потекнува, нели што е значењето на символите и како изгледа цел тој процес, добро е кога и веќе го споменавме македонското грбословно друштво. Тоа е нешто кое што на кое што му претходи македонското хералдичко здружение и времетрењето е 21 година, која што навистина добра бројка на постоење, како што споменавте за изненадување, но сепак постои континуитет. Така што веројатно во таа 21 година, иако промената од здружение на друштво се случува, сепак не исчезнува, не замрува, туку си продолжува со своите активности. Продолжуваат со своите активности, да. Значи, во 2003 година беше формирано Македонското хералдичко здружение, кое што обстојуваше 15 години до 2018 година, кога што прерасна во Македонското грбословно друштво и од тогаш наваму постоиме како Македонско грбословно друштво. Во основа се работи за истата формација. Ние сме единственото хералдичко друштво во Македонија, единственото друштво што се занимава со хералдика, колку што ми е мене познато. И тоа е често пати куриозитет кој ќе се каже дека и кај нас постои такво друштво, меѓутоа можам слободно да кажам дека ние сме препознаени и во регионот и во светот како друштво, членки сме на повеќе меѓународни организации како Македонско грбословно друштво и претходно како Македонско хералдичко здружение. Колку членови има во друштвото? И вие имате титули, јас и тоа ве прашав претходно, ако ве побараат оние кои што не гледаат и ви искуцаат вашето име, ќе видиме дека имате титула Хералд и Хералдичар. Па дали постои разлика, дали тоа зависи од титулата која што си постои во друштвото на тие кои што се членови? Така, значи Хералдичар се однесува на тоа дека се занимаваме со истражување со хералдика, со изражување во хералдиката. Во однос на титулите што ги користиме во друштвото, значи председателот, подпредседателот и секретарот на друштвото имаат титула Хералд. Председателот е главен хералд на Македонското грбословно друштво, подпредседателот јас конкретно сум вардарски хералд, секретарот е еригонски хералд, односно по името на реката Црна. Хералдите во друштвото имаат своји помошници. Помошниците на хералдички јазик, кажемо, се викаат персеванти. Имаме двајца, едниот е персевант чински, другиот е брегалнички. Тоа е повеќе, да кажем така, за внатрешна интерна употреба и титулите ги користиме кога се подготвуваат матрикулата, значи документот со кој што се доделува грб на даден грбоносец. Секогаш треба да биде подпишан некој хералд од нас тројца при доделувањето. Може би забележавте дека имињата на титулите се од имињата на реки, на македонски реки, значи се работи за Вардар, Црна, Прегалница и Пчиња како најголеми реки во Македонија. И тоа е што се однесува до титулите во однос на членството. Не можеме да се пофалиме со голема бројка на членови, меѓутоа тоа е и разбирливо затоа што работата е специфична. Можам да кажам дека тие што се членови во друштвото се активни членови и скоро секогаш придонесуваат со своји истражувања, со своји статии, со своји изданија за развој на македонската хералдика. И сега кога зборуваме за членовите, кога зборуваме за самото друштво и за тоа дека навистина треба да постои љубов кон хералдиката за да може да се работи, особено како вас, кога имате професија сосема различна од ова кое што е ваше хоби или ваша љубов, како велиме, вие сте стоматолог по професија. Вашата работа е работа која што бара присутност, нели, комуникација со пациенти, знаеме што се подразбира во стоматологијата, а истовремено
еве во инфохералдиката треба да се посветите, нели велите истражување, нешто за кое што исто така треба континуитет и навремена информираност да кажеме, и сето тоа првенствено треба да го стакате, да го привикува вашиот интерес, за да може паралелно тоа да се работи. Нема поврзаност вака ако гледаме површно помеѓу стоматологијата и хералдиката, иако можеби вие си наоѓате некоја поврзаност и како тоа паралелно или балансирано го изведувате вака секојдневно. Во друштвото обично се шегуваат со мене дека сум најдобар стоматолог меѓу хералдичарите и најдобар хералдичар меѓу стоматолозите во Македонија. Поврзаност некаква нема, меѓутоа јас од средношколски денови така враќајќи се од училиште тука од Панче Караѓозов, случајно купив книга Грбовите на Македонија и така се роди некоја љубов во мене кон хералдиката, која што трае до ден денес. Паралелно мора да се тераат и двете работи. Она што е професија, она што е втора професија втора професија. Гледам секој, краток одговор е, секој слободен момент што го имам, што би можел да го посветам само на себе, најчесто го посветувам на хералдиката и така. И успеавте денес да одвоите време, се разберите, дојдете да зборуваме за хералдиката и кога велиме дека или ако пробуваме некогаш да најдеме оправдања, сепак не постојат такви оправдања. Ако се сака или очигледно кога се сака, се може, се наоѓа време за тоа кое што не интересира и сакаме да го работиме. Она кое што друго не интересира во контекст на нашиот разговор или денешната тема хералдика, застанавме кај нели работата на друштвото, членовите на друштвото. Тука ќе го споменам и Македонски хералд, тоа е издавање на списанието Македонски хералд, кој што е исто главна активност на друштвото и како друга активност учество на научни собири во земјата и во странството, што веројатно се пратат и тамошните активности. Да, значи Македонското хералдичко здружение претходно и сега Македонското грбословно друштво издаваат свој гласник. Гласникот се вика Македонски хералд. Гласникот се издава уште од 2003 година до денес во континуитет се издадени вкупно 21 број, во подготовка е се извинувам, 22-иот број од гласникот. Гласникот излегува 2 пати годишно, еднаш на лето, еднаш на зима. Имаме меѓународен хералдички, меѓународен уреднички одбор, така што објавуваме практично научни статии, рецензирани статии, на кои што сме многу горди. Во списанието објавуваат наши членови и наши членови од странство и други лица, други истражувачи од странство. Гледаме секогаш темите што ќе бидат објавени во Македонски хералд да бидат поврзани на некаков начин со Македонија, меѓутоа не задолжително. Хералдиката и вексилологијата, тоа е другата страна, тоа е науката за знамињата. Само накратко ќе го. Така, значи гледаме темите да бидат поврзани со нешто што би било интересно и за нашата публика, меѓутоа и што би било во прилог, се извинувам, на продлабочувањето на знаењето за македонската хералдика и македонската наука воопшто. Слободно послужите се со водичка ако има потреба. Јас само ќе дадам еден вовед за она кое што е следно и сметам дека е особено важно да го споменеме, а истовремено и интересно за нашите гледачи, а тоа се символите на Македонија. Ако претходно зборувавме оние кои што не следат од самиот старт на разговорот, е дека значењето на символите, потеклото на символите е исто особено важно за хералдиката, тогаш тука е исто важно да ги споменеме и символите на Македонија ако зборуваме за Македонското грбословно друштво и она кое што се прави во склоп на нели останатите активности, а поврзано со наша Македонија. Основна задача на друштвото уште од самите почетоци беше истражување на символите на Македонија. Во таа смисла можем да кажем дека последниве неколку години ние направивме вистински сериозен исчекор во разбирањето за тоа што се и кои се македонските символи, што претходно беше, можем слободно да кажем, скоро целосно занемарено. Односно беше сведено на некои ограничени знаења од претходни. Во таа смисла ние оваа година организиравме изложба Македонија во светот на хералдиката, која што би сакал денеска да ја представам и да ги поканам вашите гледачи
да дојдат и да ја видат изложбата и таму ќе можат да видат што всушност се символите и кои се символите на Македонија. Изложбата ја организиравме во соработка со Културниот дом во Радовиш и прв пат беше по повод 10 јуни, светскиот ден на хералдиката, поставена во галеријата во Радовиш. Значи точно пред еден месец го гледаме. Точно пред еден месец беше отворена во Радовиш, а веќе утре изложбата ќе биде отворена повторно во Куманово, во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово од 8 часот. Сите се поканети да присуствуваат на отварањето. Изложбата ја направивме, како што кажав, во соработка со овие два културни домови за култура. По идеја иницијатор за изложбата беше господинот Ставре Джиков. Автори на изложбата сме јас и председателот на Сдруженијето доктор Јован Јоновски. Изложбата се состои од 3 дела. Првиот дел се символите на Македонија. Во тој дел се обработени грбовите на Македонија, препишаните грбови на Александар Македонски. Во вториот дел обработуваме грбови кои што се однесуваат на други личности области од Македонија, како што е принцот од Ематија и така натаму, тие што ќе дојдат ќе можат да видат. А третиот дел се однесува на живата хералдика што ја работиме тековно во Македонија, па тука имаме изложено грбови, лични грбови на општини кои што имаат хералдички грбови, а се дел од македонскиот територијално хералдички систем изработен од нашето друштво. Се на се изложбата е многу интересна. Тоа се 35 постера, многу информативни, тука можете да ги видите на слайдот. Сите што сакаат да се запознаат со символите на Македонија, со лавот, со грифонот, со трите звона, со Херакле и со другите митски и историски личности од Македонија, ќе имаат можност да видат на изложбата. Така е. И само едно прашање кое што верувам дека ќе биде соодветно, ако е изложбата се отвара денеска во Куманово, за сите оние што утре во Куманово. Утре 11 јули во 20 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово, вака да бидеме јасни. Дали ќе има изложба во Скопје? Се надеваме да. Се надеваме. Бидејќи веројатно оние кои што видат Куманово ќе имаат можност да видат и претпоставувам дека ќе биде тоа многу време посета, но ќе сакаме и во главниот град да. Се надеваме дека ако ништо друго од септември натаму ќе биде организирана изложбата во Скопје со сигурност. Така е, добра. Ќе го очекуваме тоа и верувам ќе имаме можност да го најавиме и тука во утринска на Тилма. И уште нешто пред самиот крај, кога веќе во текот на разговорот споменавте дека нормално македонското грбословно друштво изработува лични и семејни грбови. Она што е интересно е како и на кој начин се изработува, поточно од што се состојат тие. Постојат информации на вашата страна дека тие се состојат од штит, шлем со мантија, челенка и девиза, за оние кои што знаат што е тоа и како од прилика тоа би изгледало, и не се дозволени штитодржачи, голема мантија и круни без челенка. Ево ова нека биде вовед, ама процесот на креирање во кратки црти. Да, во кратки црти ние имаме интернет страница heraldika.org, heraldika.mk, слободно пишете, ќе лесно се наоѓа. На самата страница имаме формулари барања за создавање грб. Грбовите во однос на тоа што кажавте, штитот е оној дел што личи на штит, челенката е делот што стои над шлемот, мантијата е оној флорален, односно текстилен дел што го опфаќа штитот, девизата е лентата на која што пишува некакво мото, што би било, така да кажеме, боен поклич на грбоносецот. Во однос на делови што се забранети се пред се затоа што тие укажуваат на одреден статус. Сега не би навлегувал, немаме толку време, меѓутоа затоа се забранети, односно не се дозволени, поскоро би кажано, не дека се строго забранети од некоја посебна причина. Инаку Македонското грбословно друштво води единствениот хералдички регистар во кој што се впишуваат сите новосоздадени
грбови во Македонија. До сега имаме регистар во кој што има 77-78 грба, сега не ме држите за збор. Од тие грбови дел се грбови на личности, сакам да кажам современи македонци, другото се грбови на организации и имаме грбови на општини кои што се дел од македонскиот територијален систем. Тука се и грбот на председателот, тука е и грбот на Македонската православна црква, меѓу другите, така чисто како. Така и тука се оние три фази. Во процесот на креирање кој зборуваме, утврдување на блазонот. Така, тоа е веќе значи трите фази, првото нешто што се прави е да зимаме, да кажем, докторски на анамнеза од идниот грбоносец, што би сакал, како би сакал да биде. Потоа се утврдува блазонот. Блазонот значи, наједноставната дефиниција, тоа е техничкиот опис на грбот и тоа е светиот грал во хералдиката. Значи, тоа е тоа што се важи, веќе другото може да биде оставено на интерпретација на одреден хералдички уметник. После тоа веќе се преминува кон емблазонирање, односно техничко исцртување на грбот. Откако ќе биде завршена и таа фаза, потоа веќе регистрацијата се завршува, се подготвува матрикулата. Матрикулата представува самиот документ во кој што е даден, во кој што се дадени името, презимето на грбоносецот, неговите предци, потеклото од каде е, кој е, како е, техничкиот опис, односно блазонот на грбот и емблазонот, пошто таму се нашите подписи, печати и така. Многу информации, очигледно многу знаење е потребно прво за да се биде хералд и да се работи тоа, а второ, ако ни интересира за да дознаеме веројатно и многу повеќе, на најважните работи се задржуваме денес и кон крајот добро би било со оглед на тоа што Македонското грбословно друштво се занимава не само со хералдика, тука и вексилологија, фалеристика, шивалристика и нобиларни прашања. И сега, овие се веројатно секоја засебна тема која што верувам ќе имаме можност и прилика и во иднина да ја обработиме, но во контекст на темата и за една убава целина, само накратко или по една реченица. По една реченица, во ред. Значи, вексилологијата е наука за знамињата. Да. Фалеристиката е наука за одликувањето, односно ордените и медалите. Шивалеристиката е наука за редовите, витешки и така натаму. И нобиларните прашања веќе се однесуваат повеќе на утврдување на одредени права и обврски на благородништвото, така што тоа во Македонија е малку по-незастапено, затоа што нели логично нема такво благородништво. Во секој случај тоа е дел од секојдневната работа на Македонското грбословно друштво. Ние покрај тоа што секогаш кога ќе изработиме грб, изработуваме било хералдички знамења, било чисто вексилолошки знамења, како што е примерот со општините, сите општини што имаат грб во македонскиот територијален хералдички систем, имаат и соодветно вексилолошко знаме, односно знаме за општинско знаме за широка употреба. Учествувавме на времето кога беа актуелни конкурсите за новите одликувања. Нашите членови зедоа активно учество на тие конкурси. Еден наш поранешен член е и тоест неколку наши поранешни членови се автори на одредени одликувања што се доделуваат во Република Македонија, така што учествуваме на сите фронтови. Тука е значи активноста, константноста и успесите кои што ги има Македонското грбословно друштво. Рековме со време трајање заедно со Сдруженијето 21 година, постакувам уште многу години постоење, се разбира интересна тема за која што денеска се задржавме и верувам и вниманието на нашите гледачи го задржавме, особено оние кои што сака и повеќе за историјата и создавањето на хералдиката да дознаат, а за сите оние кои што
и повеќе сакаат да се запознаат со символите на Македонија, тогаш изложбата која што ќе биде утре во Куманово во 11 јули во 20 часот ќе имаат можност да уживаат, а во Скопје ќе очекувам и верувам ќе имаме дополнителна информација за тоа. Иван, ви благодарам за вашето време и за вашето гостување во утринската тема. Да си кажеме, убаво си кажавме за хералдиката. Ви благодарам.